Почитувани гледачи, добро утро и добро дојдовте во новото издание на емисијата 24 од Сесрце. Денеска ќе зборуваме за тема која што верувам дека ќе го задржи вашето внимание. Многу е важна самодовербата како во приватниот, така и во професионалниот живот. Колку всушност таа влијае врз нашиот живот и дали е таа која што исто така не води кон повисоките цели. Како што спомена, важноста и значењето на самодовербата е темата на која што ќе зборуваме денеска во емисијата 24 од Сесрце, а со мене во студиото е магистар Милка Ололовска, психолог и психотерапевт. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Како сте? Добро, вие како сте? Добри? Добро. Ете, после паузата можеме повторно да се видиме и да зборуваме на разни теми кои што се од областа на психологијата и кои што се како важни за луѓето. Денеска се договоривме да зборуваме за самодоверба и како е важна самодовербата за, нели, како што реков, поуспешен како приватен, така и професионален живот, но колку всушност таа ни влијае врз целокупниот живот и што е всушност самодоверба? Токму така од исклучително значење дали имаме или немаме самодоверба и во кој степен таа е развиена. Иначе самодовербата е стекнуваме, тоа е црта на личноста, што е стекнуваме во текот на животот. Не се раѓаме како предодредени да имаме или да немаме самодоверба. Значи можеме да ја развиеме ако сме ја немале или заради одредени животни кризи сме ја изгубиле, но исто така можеме и да ја изгубиме ако сме ја немале да ја формираме, а тоа предпоставува да се работи на себе, затоа што тоа е процес. Значи, ниту се губи преку ноќ, ниту може повторно да се врати, а уште потешко е кога станува збор дека никогаш не сте изградили или била во многу низок степен изградена. Значи, луѓето најчесто и се нетрпеливи кога работат на тој процес на стекнување на своја самодоверба, мислат дека еве се решиле, дошле да речеме побарале стручна помош и дека со неколку техники или со неколку вежби или методи практични што би се примениле, дека готово они веќе се наоружени со самодоверба, што воопшто не е така. Како што и вие кажавте, значи самодовербата ја одредува и професионалната сфера на нашето живење, меѓутоа и многу личната, пред се емотивната, таа се рефлектира на нашиот емотивен живот, на нашиот професионалните успеси што ги имаме приватно и професионално, потоа во сферата на функционирањето на нашето семејство, односите со партнерите, односите со децата, потоа односите со пријателите. Значи нема сфера од човековото живење, кога зборам сфера, мислам и во потесна и во поширока смисла на зборот, каде што дали имаме или немаме самодоверба, нема да стане момент на наше лично соочување. Впрочем и околината може да одреди, нема потреба да станува збор за некои стручни лица за да видат дали човекот што стои наспроти нив е соговорник, дали ја има или нема, затоа што ние преку нашиот невербален говор најчесто изразуваме дали сме во ситуација да знаме кој сме и што сакаме во животот или напротив секој се повлекуваме под влијание на туѓото мислење и однесување. Она држање на телото, невербалниот говор, дали го гледате соговорникот во очи, дали едноставно слушате со емпатија, дали на вистина знаете да го браните вашето мислење, не она слепо бранење на мислење, меѓутоа тоа аргументирано бранење на мислењето или потпаѓате одма под влијание на туѓото мислење затоа што сакате да бидете прифатени или затоа што нели се плашите дека нема да наидете на одобрување или дека другите ќе почнат да ве исмејуваат што имаат проблем луѓето што немаат самодоверба, односно степенот на нивната развиеност, на незината развиеност е многу низок. Едноставно и самото држање на телото ќе го одаде моментот дали ја имате самодоверба. Тоа се луѓе што одат исправени, просто и чекорот им е одмерен, зборуваат бавно, прават паузи, токму затоа што да му дадат, да речем, можности на соговорникот, а и тоа е они што се сигурни така говорат со паузи, едноставно следа дали се разбрани од соговорникот. Они што зборуваат многу брзо, во основа носат во себе пасивна агресија, кои на тој начин се трудат да ја сокријат, али тоа е веќе нешто друга тема. Така да велам, просто зрачи човек кој што има самодовербата,
кога зборувам за држање до своето мислење, пак реков, многу е битно да се акцентира дека луѓето што имаат висока самодоверба, тие слепо не се држат како нарцисоидните личности кои што или јасно во правило или крај на програмата, значи тие се најпаметни, најдобри, најубави, се они знаат. Уствари нарцисоидната личност станува збор за патологија, станува збор за неуроза која бара посебно третирање и не треба да се изедначува нарцисоидна личност со личност што има висок степен на самодоверба. Затоа што ако овој човек што има добра самодоверба согледа дека не е во право, тој знае, значи, да го прифати туѓото мислење, али не одма затоа што другиот го доживува како авторитет. Мислењето што го формира тој човек за себе, самаку ќе позборуваме за оние што имаат висока самодоверба, потоа за она друга категорија што нажалост почесто се сретнува во пракса, луѓе што ја изгубиле или никогаш не им била во доволна мерка формирана висока самодоверба. Значи човекот што има висока самодоверба уме да каже не, ако навистина мисли не, и притоа многу не се грижи како тоа ќе најде на одзив кај другите луѓе, особено затоа што ние луѓето знаеме ако некогаш некој ни направи услуга, дека се подразбира дека секогаш е подготвен да прави услуга, меѓутоа тој човек уме да си ги одреди личните граници, до каде е тој, каде се границите на другите луѓе, значи ги почитува и своите собствени граници, ги почитува и на другите. Не дозволува во неговиот интимен простор кој како сака да си влегува и да излегува и да го повредува. Потоа на емотивна, да речеме, ако анализираме емотивната сфера, ќе забележиме дека тој е човек кој што е полн со ентузијазам, креативен, задоволен е, се чувствува во сите сфери некако расположен, просто зрачи со оптимизам и луѓето сака да бидат во негово обкружување, затоа што нели тој оптимизам се шири и на другите. Ако доживее во својата кариера, да речем, и падови или има некои лични проекти и не доживее успех, тој нема тоа да го обесхрабри и да го разочара во смисол да ги напушти проектите затоа што нели доживеел неуспех. Тој и не го третира неуспехот како личен неуспех, туку како резултат на одредена активност и сега се труди да согледа каде сгреши за да тоа го коригира. За разлика од оној што нема самодоверба, ако доживее било каков карактер неуспех, тој како лично се чувствува дека е тотално целосно безвреден. Значи прави планови, секогаш прави планови, секогаш поставува одредени цели. Во друштво не го наметнува мислењето по секоја цена да води главен збор. Не сака многу да се експонира, не му е, да речеме, медиумска или некоја да биде познат, не сака да биде поставуван во центарот на вниманието, меѓутоа многу сигурно чекори во животот, знаеки дека и успесите и неуспесите се дел. Кога ќе постави, има некоја визија и ќе постави нешто како цел, разработува цела една стратегија, поставува она прави акционен план кој чекори треба да ги преземе и просто се мотивира со секој успех. Тоа е еден чекор понапред што ќе го води кон конечната цел. Сака да им помогне на другите луѓе ако тие не постигнуваат успех, ако тој нешто не уме, не се срами, да не му е непријатно да побара од другите помош, што не е случај кај другите, овие поготово нарцисоидните, што нели тие се знаат во наводници. Да. Често во пракса се меша самодовербата и со расположение и ту малку се префалам сега, али многу е битно и ова, затоа што нашето расположение нема врска со самодовербата. Луѓето често поистоветува, денеска сум расположен, значи имам самодоверба. Тоа сепак е црта на личноста, што, како што реков првично, треба да се работи на стекнување. Значи, тоа е човек што, тој што има висока самодоверба, е човек просто сакате да ви биде пријател, сакате да имате некаква релација како колега, како пријател, како партнер. Сега наспроти нив, тоа е здрава самодоверба, зашто луѓето умеат и да глумат висока самодоверба. Овде зборуваме за тие две категории.
Овој човек што нема изградено висока самодоверба или заради некакви животни циклуси, случувања, губитоци ја изгубил и својата, да речем, самодоверба, воопшто не се наоѓа во добра ситуација. Се она што го прави овој успешен како човек што има висока, ова е сосема спротивното. Значи, не е интегриран, нема постигната, ниту се сака себе си, ниту се почитува себе си, ниту има позитивна слика за себе си. Нема, значи, ако тој човек не се почитува себе си, апсолутно и средината не може да го почитува или да сака. Тоа се личности кои што најчесто формираат во партнерските односи зависна врска и просто ги фаќа вистинска паника од помислата дека партнерот може да ги напушти. А зависните врски се патолошки врски. Не е тоа здрава врска. Тој трага по љубов затоа што панично се плаши од помислата дека ќе биде оставен и дека ќе се најде во ситуација да биде сам, па влегува од една во друга врска и најчесто наидува односно прави погрешни избори во пракса. Значи, него често го следат една серија на стравови, меѓу кои доминира стравот од неуспех, стравот од успех и стравот од правење на грешки. Стравот од неуспех често е присутен и многу од нас се сретнува со тој страв, меѓутоа ако ние дозволиме тој страв да доминира и да представува нешто што во животот ќе не раководи, веќе тој страв толку, да речам, се расклинал во нас да ни ја ништи самодовербата и кога е во мал степен развиена. Стравот од неуспех познато е, значи човекот ништо не презема затоа што се плаши дека она што го носи како страв од неговото минато, односно почетоците се во неговото детство, кога не бил стимулиран од родителите, правил некакви грешки или нема да донесе добар успех ако станува збор за дете од училишна возраст, често бил навредуван, често со погрни зборови, така да тој формира слика дека не е вреден како личност. Стравот од успех пак од друга стравот од успех пак значи дека тој не верува лично во своите способности, а знаеме ако се постигне степен, наредниот проект, значи од тука се тргнува нагоре. Тоа панично него го плаши, затоа што се сомнева во своите способности, односно мисли дека сите се подобри од него, за разлика од него самиот. Тука е присутна и во висока степен вознемиреност, депресивност, склоност кон зависности од типот на алкохолизам, не може да се пронајде себе си, често се страма, често се недоврзува и социјална фобично, затоа што не умеат во друштво да се опуштат да разговарат, не умеат да кажат не, особено подклекнуваат пред авторитети, често се споредуваат со другите на лична штета, не можат да донесат одлука, пролонгираат, се обидуваат со некаков квази перфекционизам да ја сокријат, односно да ја маскираат својата ниска самодоверба. Добро. Тука ќе направиме една кратка пауза да ги погледнеме рекламите, веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што, како што веќе знаете, ќе бидат отворени двете телефонски линии, ќе можете да ни сконтактирате и да поставите некое прашање поврзано со денешната тема или пак да кажете некој ваш случај исто поврзано со денешната тема. Акција Бујото Есенцијале, само во салонот на МТАС Футуро, кој на дизајнирано бујото за само 2199 евра. Во цената се вклучени медијапански фронтови по ваша желба, лакирани или пластифицирани, работна површина изработена од цврт композитен материјал со излиен садопер, чешма, фиоки и врати со меко затворање, вградлив фрижидер, замрзнувач, вградлива фурна, вградлива грејна плоча, искриен аспиратор Фабер. И тоа не е се. На секоја кујна добивате 2 години гаранција. Кај нас вашите пари имаат најголема вредност. Ве очекуваме во нашиот салон на улица Даме Груев број 3, зад Републичкото собрание во центарот на Скопје. Најдоброто од Македонија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Важноста и значењето на самодовербата е темата на која што денеска говориме во емисијата 24 од Сесрце со магистра Милка Ололовска, психолог и психотерапевт. Како што споменав пред паузата, од овој момент па до крајот на емисијата ќе можете да не контактирате на 02 60 91 924 и 02 60 91 925, како што споменав, и како што реков пред малку, да поставите некое прашање или пак да кажете некое ваше лично искуство поврзано со самодовербата. Исто така, доколку сакате да имате свој личен разговор со нашата гостинка, можете да ја сконтактирате на 070 585 033. 070 585 033. Кажете ми, Милка, еве кога зборуваме за самодоверба, спомнавме дека таа се стекнува, меѓутоа може кроз текот на животот и истата да ја изгубиме. Но пред малку споменавте дека и како детството има влијание врз самодовербата кај личноста. Што всушност и на кој начин влијае детството врз самодовербата и кои се причините кои што можеби може да ја спуштат, односно да ја намалат самодовербата? Детството, односно семејното обкружување во целост игра голема и значајна улога. Зашто станува збор? Ако детето расте покрај родители што има самодоверба, и тоа ќе стекне самодоверба, затоа што учи по пат на имитација, односно се поистоветува со своите родители. Ако родителите се премногу строги, премногу ригидни, премногу настапуваат со барање што не одговара, да речеме, на самата возраст на детето, детето не може да ги исполни тие барања и тогаш кај него се формира погрешна, односно искривена слика самото за себе. А сликата за себе директно има влијание во формирањето на самодовербата на детето. Најчесто родителите настапуваат со многу крути барања, кога сега ќе зборувам за деца што се онеспособени како деца да формираат самодоверба, потоа кога ќе станат возрастни, тоа на свој начин се рефлектира. Тоа се родители кои што не го поддржуваат своето дете, они се грижат за неговата екзистенција, може да живеат, да речам, материјално доста лагодно, но тоа не е основа да се стекне самодоверба, затоа што ако постојано детето го критикувате, ако премногу сте ригидни, строги и тренувате од тоа што вие мислите дека тоа треба да прави, а не ги следите неговите можности, и секој неуспех што детето ќе го доживее, го критикувате и го нарекувате со погарни имења, во смисол ти си глуп, по тебе никогаш ништо нема да биде, уште повеќе ако го споредуваат како родители со другите деца на сметка на лична штета на самото дете, било да е тоа деца од нивните пријатели, со постароти брачи или сестричка, а секогаш ова е тој што не и тоа што не чини и не успeva да ги извршува обврските што му се наметнати. Детето мора да добива чувство на сигурност, дека е добредојдено во тоа семејство, дека е сакано и не е доволно само да се посвети онака формално, да речам, внимание. Тоа внимание мора да биде квалитетно. Јас постојано во секоја прилика го акцентирам тоа, така да моментот дека ние немаме време сега да се занимаваме како да го градиме и дека тоа во училиште ќе се случи, е сосема погрешен став. Училиштето представува еден континуитет. И тука исто така наставникот со својата самодоверба ја има, ја нема, ја стимулира, кој ученикот исто така влијае. Меѓутоа, почетоците се во самото семејство. Затоа што ако детето и направи нешто што не е успешно, сепак треба самото негово трудење, процесот на ангажирање треба да биде заради тоа пофалено. И како родители ги замолувам, кога викам пофалување, не е тоа да му се купи нешто затоа што нели да почне детето чисто инструментално да се однесува и ќе го направам тоа зашто ќе добијам не знам што.
Доволно е да кажете како родители колку сте горди, колку го сакате, колку сте задоволни од тоа што е, и детето ќе се труди, ако ништо од други, да речем, мотиви, да ги усреќи своите родители. Сега имаме други семејства во кои што едноставно не се обрнува внимание дали децата работат на стекнување на некакви социјални или емотивни вештини, кои што исто така има директно влијание во развојот на самодовербата. Треба да се стимулира нешто да прави што е надвор, да речеме, школската активност, затоа што некакви хоби, некакви таленти, нешто треба детето да се анимира за да почне само да се, да речам, да се социализира, и истовремено кога се социализира и ја гради својата самодоверба на ниво што одговара на самата возраст. Сега детството е исто така многу важно, затоа што често во пракса се покажува, и јас го имам тоа како искуство, затоа што вие се ке примените да му помогнете на некој човек да ја стекне самодоверба, меѓутоа некако не оди. Тогаш констатираме дека во прашање се стари добри убедувања, добри исклучително во наводници, кои што исто така ги носиме од нашето најран период, односно возраст. Тоа се оние ирационални ставови што ги имаме било во однос на нас, било во однос на околината. Често ние ги примаме, да речем, само ги пресликуваме убедувањата на нашите родители и тие стануваат наши лични убедувања, а и некои сами формираме. Потоа тие мртина се сместуваат во доменот на посвеста и човекот воопшто не е свесен дека некакви убедувања го кочат во животот да постигнува животни успеси, било да е професионално, било лично. Значи се труди, се прави, консултира стручни лица, литература и така натаму, меѓутоа не знае што е тоа што го кочи, и во разговорите често се констатира дека е во прашање некој убедување. Например, ако му кажете на малото дете дека секој денеска што успее е криминалец, и тоа често се повторува, да речем, во семејството, детето стекнува убедување дека ако стекне богатство материјално во животот, дека ќе го и поистоветат како се занимава со некоја, да речем, криминална активност, па и како возрастен ќе си го саботира личниот успех за да не постигне некакво богатство и да не биде обележан. Сега гледате, значи, меѓутоа тоа се подсвесно влијае. Се тоа подсвесно, а такви ги имаме цела една низа, се однесуваат и на нашата работа, се однесуваат и на нашата семејство, особено улогата на жената, дека ние и колку да сме еманципирани, ако го носиме убедувањето дека местото на жената е во домот, со тек на време жената ќе се повлече, ќе остане дома, затоа што на тој начин не е добра мајка, ако нели својата кариера ја гради. Такви убедувања има, речем, многу, цела една серија, и ние се трудиме во текот на психотерапевскиот процес овие убедувања да ги извадиме од сферата на подсвеста и да човекот, односно личноста, со нив се соочи и да ги доведе до ниво на апсурд. Затоа што и кога му ги вадите вака, и кога ќе се соочи да вадите во, да речем, преносна смисла, значи стануваат тие свесни и се соочи со нив, просто не верува дека тие се негови кооченици во животот. Но преку негови лични искуства од минатото, самиот човек се соочува колку тие убедувања го во животот саботирале. Така. Премалку споменавте дека самата подсвест влијае всушност врз самодовербата на личноста. Кажете ми, дали честопати во ваше лично искуство се случило луѓето кои што имаат ниска самодоверба или оние кои што имаат висока самодоверба не често се свесни за тоа? Обично кога во моето психолошко советувалиште кај доаѓа заради некои, да речем, проблеми, животни кризи, невротични состојби, но ако веќе дојдат, јас од искуство, ако ништо друго, знам дека е во прашање самодовербата. Ретко доаѓа со тоа, јас имам ниска самодоверба, еве молам помогнете ми, еве на едукациите што ги организираме има повеќе интерес, затоа што луѓето сакаат одма да научат, да речем, техники и одредени вештини со кои што ќе подобра својата самодоверба. И тоа дава ефект, ако не би давало всушност и не би се организирале едукативните работилници, меѓутоа ако сакат навистина корените
промена од аспект на стекнување на самодовербата мора да се мине низ тој психотерапевски процес, затоа што мора да се расчистат сите тие грами записи што ги носиме ние од нашето минато, зашто луѓето што имаат ниска самодоверба или живеат во минатото или живеат во иднината од аспект на еден ден. Меѓутоа, дефиницијата на среќата е сега и овде вие да бидете присутни и да уживате во тоа што го правите, но не уживање да бидеме релаксирани. Но ова Еве како што се разговараме. Да, сега ние разговараме и во овој момент тоа е најважното и за вас и за мен. После што ќе правите, тоа станува важно. Меѓутоа, тие луѓе, како што рекав, живеат во своето минато од аспект како можев тоа да го направам, сега да се вратам, сега ова, сега она, а и убаво знаат дека не може да се вратат. Потоа има не само потиснати многу, да речам, негативни мисли, туку има потиснато и негативни емоции. Тие мора да се просто да се растерети, да се направи едно репрограмирање што го правиме во текот на психотерапевскиот процес на самата посвест, тогаш ќе се створат добри услови за да човекот работи, тогаш може и да ги примени сите вештини, а има доста, да речам, доста елаборирана самата тема, многу техники и многу начини како да се подобри самодовербата. Но она што треба да знаат е дека тоа е процес кој трае целиот живот. Една стекната самодоверба, ако таа не е базирана на добри основи, ќе се сруши. Еден неуспех ќе ве фрли, да речеме, во криза и колку да сте се труделе претходно да ја зацврстите самодовербата. А ако сакате да се смените, а не затоа што некој вика дека треба да се смените и дека треба да имате самодоверба, тогаш може да се направат, да речем, позитивни промени. Меѓутоа, тоа е процес. Работејќи ние на конкретниот проблем за кој што доаѓаат луѓето и бараат помош, напоредно работиме и на самиот процес на елиминирање на негативната слика за себе и градење на позитивен однос, осознавање кои се вредностите на човекот, затоа што ако не знаете со кои потенцијали располагате, како нешто во животот ќе постигнете, нели така? Секогаш другите ќе ви бидат поуспешни. И еден однос на почитување самиот кон себе, мора исто така суперегото, тој дрдор кој или родите по трансакциона или суперего, да го замолчиме, кога тој станува ригиден во прашање критика само заради критика. Луѓето што немаат добра здрава самодоверба, често се склони да се самокритикуваат и кај се бедалоцираат постојано вина. Така. Кажете ми, од ваше лично искуство има доста луѓе со ниска самодоверба или, но пред да ми одговорите на прашањето, да го слушаме и првиот гледач за денеска. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете во програма. Сакам да поставил прашање, али после ако сакате да ми дадете број, нега убаво запишам. 030 ли е крај? 033. 33, добро, Да. ја ga запиша 30, добро. Вака, да ја прашам, докторка, sa ќерка ми, она има 28 години и некој има анксиозност, депресију. Како би могало да се помогне тој што и убедена е дека никој не може да излечи анксиозност у Македонија? Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден. Навистина не знам зошто вашата ќерка е убедена дека анксиозноста не може да се третира, нека се јави, има техники, има методи, може да се помогне. Станува збор за внатрешна вознемиреност. Може да се јави како анксиозност, панични напади проследени со анксиозност, може да е во прашање социјална анксиозност, може да стане збор за анксиозно-депресивен синдром, може да се помогне. Во секој случај. Може да се интервенира ако е полоша, да речам, ситуацијата и со медикаменти, меѓутоа пред се со психотерапија. Нека се јави, пак станува збор за повеќе видови на анксиозност. Личното убедување е бегање уствари од реалноста. Личното убедување е дека не може да и се помогне бегање од реалноста. Треба се види зошто така луѓето, знаете, еднаш ќе дојдат или ќе дојдат на една сеанса и веднаш очекуваат резултати. Не е тоа затоа што ние ги убедуваме дека, нели, поготово ние што имаме приватна пракса, дека мора повеќе пати да доаѓаат. Навистина мора, никогаш ништо не се губи преку ноќ, не може ни да се стекне. Така, јасно.
Премалку ве прашав дали од ваше лично искуство постојат во Македонија повеќе лица кои што се со ниска самодоврба или со висока? Па сепак е тоа многу индивидуално, меѓутоа вака ако ме прашувате од професионално искуство, би рекла дека доминират луѓето што немаат самодоверба, односно нивната самодоверба е ниска или е некако ставена во некакво мирување, пасивизиране и тие функционираат како воопшто нема самодоверба. А тоа се најчесто животните кризи што е при кои ја губиме нашата самодоверба. А за да изгубиме во такви ситуации, сигурно соела на климави, да речем, нозе. Така, имаме повторно гледач на линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Докторке, пак сам ја. Сакам да она прима, еве едну годину и више прима лекарства и све пие, али што знам, има некој убедување дека на њума нема да има помоќ. Ја увикам да иде на психотерапевт. Иде 3 месеца код еднога, виж дека не може да ми помогне и не може никако да го убеду да поред лекови иде на психотерапевта. Ајде нека ми каже докторка нешто. Прима на годину и пол лекарства. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Сега не знам какви лекарства се во прашање и тоа не е во мој домен. Претпоставувам дека станува збор ако е во прашање анксиозност за седативи. Меѓутоа, тие најчесто одат и во комбинација со антидепресиви, поготово ако станува збор за анксиозен депресивен синдром. Сепак лекарствата ги ординирал психијатар и треба да се почитува и да се пијат така како што е нели одредено. Сега, добро е да се работи психотерапија, но прашањето зошто девојката дава отпор. Овај проблем често се сретнува во пракса, кога ќе се јават, да речем, родители, барат помош како да ги убедат своите деца да дојдат своите синови или ќерки или своите партнери, како да дојдат и побарат помош. Навистина тоа е, не можам да им помогнем затоа што кога кај нас доаѓаат треба да сакат да соработуваат, ако се натернени тој или таа ќе дојде една сеанса, тоа не е ништо. Просто во една сеанса, особено првата, правите една анамнеза, нели, општите податоци и податоците за проблемот. Сега и велам да не се откажуваат кога е повеќе расположена девојката или момчето да пристапуваат, не да наметнуваат, не да уценуваат, има да одиш иначе ќе биде не знам што и тоа нема да даде ефект. Ако пак има и друга една, да речем, група, првично давале отпори, а подоцна да самите инсистираат да доаѓат и да побарат помош. Дури и да ништо не работите, самиот момент на катарза, дека некој ве слуша што е стручен, при тоа не ве осудува, не носи судови, не се поставува од позиција на авторитет, туку како пријател пресе, зборам за себе, дава и како да речем добар резултат. Меѓутоа мора да се биде настојчлив, не да се инсистира по секоја цена. Тоа е решението. Иначе би велам, треба да се види што е причината што одбива да си побара помош. А може да се помогне. Да, во секој случај. Да. Кажете ми, имаме уште малку време до крајот на емисијата. Она што предмалку го споменавте е дека и како преку тие техники може да се дојде до поголема самодоверба, да се зголеми самодовербата. Спомнавте дека вршите некои едукации. Може ли нешто повеќе да ни кажете за тоа? Да, сега еве на 18 во петок се држат од 19 до 21, но да се јават за сите овие информации, сметки и така натаму на телефонот што вие го посочите. Токму акцентот се става на техниките на стекнување повисока самодоверба, значи како можеме самите да си помогнеме. Претходно се објаснува што е самодовербата, се дава, да речем, во еден теоретски дел, а потоа акцентот се става на самите техники. НЛП, неуролингвистичко програмирање, како дава, да речем, на еден цел сет на практични, многу едноставни, многу приемчливи и корисни техники. Но тука не завршува приказната, се применуваат и асертивни техники, нели? Асертивноста е нешто со кое што ние се бориме во наводници против агресивното реагирање, а ако ги совладаме тие асертивни техники, ние ќе се ја подобриме
и нашата самодоверба. Значи, тоа се цели едни сетови, не е во прашање парцијално една техника и ова ќе ја применувате и ако не успеете, ви нема да речам некоја посветла иднина. Али техниките сами по себе, ако не се практикуваат, ако не се повторуваат, значи, не може да дадат резултат, затоа што се формира, односно функционира на принцип на навика. Сме се навикнале да се споредуваме со другите на личност, тебе како обичен пример, сега треба едноставно тоа енергија, тоа внимание да го насочиме кон себе, да ги согледаме што се нашите доблести, да се вратиме во минатото кога сме постигнувале успеси, да ги согледаме нашите реализирани цели. Тоа е добра основа од која може да се почне во развојот на самодовербата. А такви ги има, верувате, премногу. Милка, ја тука би сакала да ви се заблагодарам што прифативте повторно да бидете дел од оваа емисија. Јас верувам дека повторно ќе се видиме, ќе зборуваме на некоја друга тема од областа на психологијата, има многу што да се зборува и важни се овие советите како за сите оние кои што не гледаат, а општо за сите луѓе, затоа што нели сите имаме некои можеби мали кризни периоди во животот кои што знаете како денешниот пример да ни ја намалат самодовербата или да ни ја потиснат. А како што споменав и на самиот почеток, самодовербата и како е битна како во приватниот, така и во професионалниот живот. Да не го повторувам вашето, сосема сте во право. Благодарам за поканата, ми беше навистина задоволство. И мене исто така. Драги гледачи, тоа беше магистар Милка Олуловска, психолог и психотерапевт, со кого разговаравме на тема важност и значењето на самодовербата. Во 10 часот следуваат најновите информации од Македонија и од светот. Емисијата 24 од Сестрце гледајте ја повторно утре во истото време. До гледање.